Ете имате позитивен пример, осуден на 20 години робија, тип во Босна, кој што удира во две лекарки, ги убива на лице место, вози со поголема брзина од дозволената 25 км на час, значи над дозволената брзина, доби 20 години, за секоја по 10 години. Тоа ви едниот позитивен пример. Имате уште еден во Америка, пред неколку години беше тоа, туку што излезена од пубертет, тинејџерка, психопат. Судот утврди дека го зима од забава дечкото, са бајле рано наутро, негде 15 до 5, демек да го носи дома, за несреќа некој другар од журкава приватна вика, ај носете ми и мене, пошто више идете, влегува тој во кола, она со огромна брзина се збрсува во зид од куќа, самата е тешко повредена, но овие другиве двајцава, пошто не биле врзани, пијани така седнале у кола и сполегнале, загинуваа двајцава и дечкова, незин и оваа и овој другиов. После она беше осудена на доживотна робија, пошто се утврди дека, наводно судот утврди дека она намерно со таква брзина поголема од 100 км на час се збрцуе во зидот со намера да го убие дечкото, иако пак ќе кажам, он имаше тешки повреди. Овие бранителите нормално се вадеа дека и она едва се извлекла, баш едва ја спасили неа, но како и да е, судот утврди дека тука имало и планирање буквално намерно да се збрца. Тоа никогаш не се него утврди до крај овај, но тоа беше пресудата. Доживотна робија, затоа што беше снимена и на камери како со огромна брзина наводно губи контрола и се збрцува во зидот. Не се она што сакам главното да го кажам денес, тоа се две работи што се случија со промената на власта во Соединетите Американски држави. Тоа помалце се зборува кај нас, затоа што ми е побитно на овие петава колона во Македонија, е побитно дали Мицко, побитно име на нив да зборат дали Мицко седел на терасата, која било овој во Capitol Hall, на Capitol Hill, кога било ова ваква во инаугурација внатре, дали седел у лоџијата, дали не знам кај седел на клупа, дали вамо, дали тамо, зошто не бил внатре, со останатите не знам колку државници што биле поканети. Значи, тотално неважно. Оно што е важното се две работи што не стигнаа деновиве од два абера што не стигнаа од новата администрација на Трамп. Првиот абер е дека се укинуваат програмите на USAID или USAID, USAID ја ќе го викам, кои што најчесто програми, пари, луѓе кои што беа вработувани кај нас беа поврзани со токму со сомнителни ликови од нашата политичка сцена, со петата колона. Најчесто тие пари се трошеа против интересите на македонскиот народ и суверенитетот на македонската држава. Со тие пари често пати беа поддржувани индиректно или да кажам несвесно, а уствари многу свесно, разни екстремизми во државава, кои што имаа за цел да ја нарушат и безбедноста на државата и незиниот внатрешен мир, меѓуетнички, така да кажам. Значи се правеше све, секоја и оле малку суверенистичка влада со тие програми на USA да се тргне од владењето, да се стават инсталати, тоест партии луѓе со багер кои што ќе ги исполнуваат условите на барањата на глобалистичката елита или на оние неолибералистите. Така што секнаа парите за петата колона у Македонија со овој потек на администрацијата на Трамп. Сега ќе имаат малце проблем од каде сега да најдат пари за своите предавнички проекти што ќе ги прават во иднина. Небитно, тоа е нивни проблем. Втората работа
би рекол малку поважно од првата, не знам колку нашите медиуми ја пренесуваат, тоа е дека се извинете, не знам како се викаше овој, се има и презиме, не е ни битно, пратеникот на Трамп за специјални состојби и прашања на западниот Балкан, отворено во изјава кажа дека Америка и Европската унија повеќе одамна немаат никаква доверба во Албин Курти, значи косовскиот премиер, како му доаѓа водач, и дека он е главниот виновник кој што ја загрозува безбедноста на Балканот. Ова е негова изјава, јас само го цитирам малтене, го парафразирам ако сакате да кажете, ако не сум отишол баш точно да го повторам секој негов збор до запирка. Ова е убава порака до сите држави на Балканот кои што имаат проблеми со албанскиот екстремизам, кој што е најчесто изворот му е на Косово. Оттаму доаѓа целата поддршка, логистика, така да кажам. Тоа ние најдобро го осетивме на своја кожа во 2001 година. И добро е што оваа порака е добро ако ја чујат сите балкански лидери кои што имаат проблем со албанскиот екстремизам, како порака или покана да си го средат дворот, да си го средат дневната соба, спалната, внатре, затоа што ќе имаат веројатно поддршка од американската администрација во поглед на она што ни го нарекуваат политиката на Албин Курти, која што е опасна за одржување на безбедноста и мирот на Балканот во наредните години. Тоа е она важното што треба да се пренеси и да го сватат нашите политичари, нашата власт на време, за да повлече малку похрабри потези во регионална смисла, кои што секако ќе се одразат и у малце поширока смисла од регионалната, доколку тоа го направи во дослуг со останатите држави кои што имаат проблем со овој албански екстремизам. Пак ќе кажам, и таа работа е ѓаволски тешка, зависи во какви односи имаме развиено со одредени соседи. Со одредени соседи немаме, тие потајно го поддржуваат тој албански екстремизам, особено во поглед ако се однесува на дестабилизација на оваа држава, на би рекол на расточување, ако делува на расточување на македонското национално ткиво и на негова деградација, тоа е ставање во некоја подредена положба. Во тој случај одредени соседни наши држави играат заедно со овие албански екстремисти, се во дослуг, знаете која држава е таа, која што е предњачи во оваа работа, така да кажам, која што соработува со овие екстремисти албански да го понижи, пред се загрози опстанокот на македонскиот народ. Толку сакав да кажам, како викаат хрватите, паметно ме доста, или на умниот му е доста да свати што сум сакал да кажам. Благодарам, имајте убав ден. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.